Здраво, Андрија, како си? Здраво, добро, Жешко. Фала ти многу што прифати да дојдеш, преку Ведрана се договаравме. Ти си втор србин во подкастот, а прв диџеј. Многу музичари дошле, ама диџеј сме немале, а доста од публиката бараше да дојде некој што е од електронската сцена. Сега нема да ни замерат што ги прескокнавме прво македонците, ама ти си веќе пола македонец. Пола македонец, да. Да. Баш ми мило и фала на покана. Пред да почнам да те прашам многу работи, ја имам многу во 17 години кариера, не се малку. Што има летово? Каде нови настапи? Не можевме се договориме, вие бевте во Барселона, сега патувате пак. Да, бевме во Брисел, сега јас ќе се трудам да зборувам македонски, пошто сакам да научам, ама учам само од кафана, така да не можете да ми замерите. Да, бевме во Брисел, па бевме после тога во Барселона на Off Sonar и сега конечно во Скопје и ето да можеме да, што се каже, да попричаме малце. Сега за летово имаме поголем број на настанија, ама и настани кои ние организираме. Поради тоа, значи, бев во Брисел со Соломон и сега имаме уште една журка во Хрватска, тоа е во Пула, исто со Соломон. Тоа ќе биде на 10 август, така да ко може повелете на журка. И сега кречеме наш бренд журки. Тачнije бренд кој е везан за мало на српски. Да, слободно. Да причам, да. Покречеме наш бренд журки, тоест ја као артист сматрам да свако после неког времена треба да има неки свој бренд и неки свој печат кој ќе оставити. Тај бренд журки е концепиран на томе да се врати мало више сцена, да се мало више врати музика, да буде у фокусу, да не буде само ни само телефони, ни само ништо што е исклучително не е добро за нашу музику и за сцену. Така да покречеме бренд кој се зове Хит. Жешко, да. Ето, мало пресконтавме дека прва реч која ми влезе у глава македонска е Жешко. И сасвим случајно испадне и Хит, пошто е Хит проекат неки кој сам ја, тоест има една песме коju мислим веќе од 2016-17 никаде нисам завршио заправо и зове се Bring the Hit и последних пар месеци кад год пушта музику неко стави доле на видео, кад окачи неки видео нешто Andrew Miller Brings the Hit и тако смо и решили да буде хит. Направили смо бренд кој ќе, кажем, бити концепиран више на музици и на добром проводу и да луѓе кои доđу да се опусте и да се проведу. Значи, све то и гости кои ќе долазити су углавном мои пријатели со којима имам контакт и некој со ким сам на било кој начин повезан. Дали е то колаборациони проекти кои радимо, дали е то пуштање музике, дали неко ми шалje сетове и слични ствари. Така да, наравно, и музички да одговара и свето да има неког смисла. Nije само набацано. Така да. Ке биде тоа повеќе регионално, тука на Балканот или сега за сега ќе видите? Да. Биче регионално за сада и у фокусу, значи cilj je da se pokrije kompletan Balkan. Znači Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija i Albanija. Sad vidjet ćemo koliko ćemo biti u mogućnosti ove godine, pošto je sveže i novo je. Mi smo krenuli da dogovaramo žurku u februaru, prvu, koja će se desiti na Nomad Beach u Ulcinju, na Adi Bojani. To mesto nam je nekako i meni i Vedrani u lepom sećanju, jel? I jako su dobre žurke, ne znam, ta plaža ima neku posebnu draž i magiju tamo, to je čudne stvari se dešavaju tamo, mnogo je dobro, znači stvarno je dobro. Kogo da ima priliku da posjeti, trebao bi da ode i preko dana za porodicu i sa decom, široke su plaže, plitka je voda, baš je
Nestvarno, meni najlepši deo Crne Gore. Tako da prva žurka će biti tamo i da pokrenemo ceo taj brand i nakon toga, odmah nakon 7 dana nakon te žurke, tamo radimo 2 dana, 19. i 20. jul. 19. jula u goste nam dolazi moj jako dobar prijatelj Rafael Serato. Ja sa njim već imam nekoliko kolaboracionih projekata i eto, premijerno još jedno izdanje kod Solomona na Dynamic etiketi zajedno sa njim. Tako da ja i on smo baš onako usko vezani sa muzikom, sa zvukom koju radimo i to što produciramo. I drugog dana je legenda koja je meni onako, kako kažem, ja ne znam, nema čovjeka koji ga ne zna, je Darren Emerson, koji je bio ranije član sastava Underworld i dugo godina radi pod imenom Darren Emerson. Čuo sam i da se vraća na scenu. Ja ne znam šta da vraća, čovječe, tu si 100 godina, imaš prebrutalna izdanja i baš ima dobru muziku i ne znam, i on i sa Sašom i sa celom tom ekipom kad je radio, to je nešto što je ostavilo pečat na moju muzičku kulturu i baš mi je bio, ne znam, baš mi je čest da ga pozovem da puštamo zajedno na Nomadu. I nakon toga se selimo, 7 dana nakon toga imamo zakazanu žurku u Prespi. Prespansko jezero. Na sekoja godina što se ti je Meet Prespa, pretpostavljam, tako? Ne, Prespa? Ne, nije Meet Prespa, znači ovo je naš projekat, rešili smo tamo da napravimo žurku, pošto iskreno da budem, ja baš sam zaljubljen u Makedoniju, meni je Makedonija top, ja ne znam da li postoji neko, trenutno meni je ovde najbolje, znači najbolje od svega što sam video, dobro, i Španija kao Španija, to mi je srodna zemlja što se kaže. I otišli smo na sasvim slučajno da vidimo lokacije i da vidimo o čemu se radi, pošto tamo već su bile ranijih godina neke žurke, znači nije ovo prva žurka. Pa na Meet Prespa sekoja godina. Bila je Meet Prespa, bilo je još nešto, ne znam ko je šta pravio tamo od žurki. Mislim, ne poznajem toliko, nisam toliko u toku. I kad smo vidjeli onu plažu, ja rekao, ovo nije moguće da je to... Каде во Долно Дупени, pretpostavljam дека там. Долно Дупени je jedna, mi ćemo praviti na Connect Beachu. Na Connect, da, ta je najmnogo sredana ime i bar. Connect je baš sređen i baš dobro izgleda plaža, stvarno izgleda kao da nije u Makedoniji, nekako skroz drugačije. I generalno taj prespanski region je mnogo lep, baš je lep i baš mislim da nije iskorišćen uopšte potencijal tamo ni 1%. Znači, da, сега почнува така, помалку. Pa da, znam da ima problem sa jezerom, znam da je sve to, ali mislim da ako bi se ljudi malo pobrinuli za prvo osnovnu kulturu, smeće i svega ostalog, pa do drugih stvari, da bi to moglo baš da se napravi da bude atraktivno turističko mesto. Sad to nije nešto što možemo mi, nisam ni ja najpametniji, pa da ja tu nešto pričam, ajde kao, trebali bi ovo ili trebali bi ono. Ne, moja neka pozicija, moje neko logično razmišljanje da bi to trebala da bude nacionalna neka strategija, da se to razvije tamo, ceo taj kraj. Jer stvarno ima potencijala. Vi imate, na primjer, u Bitola, tako dobra scena i toliko dobra klubska scena. Klub Jagoda si bil, Klub taka Jagoda, sigurno si bil. da, nisam bio, ali znam za te ljude i pratim šta rade, pošto stvarno nemamo vremena toliko baš da šetamo kroz Makedoniju, ali sam obišao dosta mesta. Naprimjer, meni je ovamo istočna Makedonija mi je preubava. Znači, to je ludilo kako izgleda. I generalno dole, južni deo Makedonije isto je mnogo lep. Tako da kažem, eto, Resen, Prespa, Bitola, ceo taj region ima jako veliki potencijal naspram mene. Znači, i logistički je malo je nesgodno da se dođe za strance od Skoplja, trebaš da dođeš do Prespanskog jezera. Nema autobus, nema prevoz. Ali, na primjer, od Ohrida avionom, do Ohrida avionom i od Ohrida ima sat vremena možda vožnje koliko ima do Prespanskog jezera. Da. I generalno, rešili smo tamo da napravimo žurku prvu i u goste nam dolazi moj jako dobar prijatelj iz Perua, Amo Avenue. Da, inače dečko koji izdaje i sada kod Jamie Johnsona Hot Creationsu ima baš dobra izdanja potpisana.
radio, ne znam, Ultra Brazil, Ultra Peru i tako dalje, i tako dalje. Baš je onako, žurka je fazon, muzika je tech house i baš je vesela. Mislim, i kako da budeš, kad dolaziš iz Južne Amerike, mora... kako će vidiš, особено od Peru. Da. Tako da, baš će nam biti čast da ga ugostimo ovde. I nakon toga ćemo raditi još par žurki, nakon toga se selimo u Skoplje. Tako da bit će par žurki u Skoplju sa nekim stranim imenima o kojima ne mogu trenutno da pričam, ali imamo još oko 3 datuma do kraja godine koje ćemo pokušati da odradimo, ako Bog da, ako sve bude ok, da probamo da, znači nije nama neophodno ovo da radimo. Mi ovo želimo da radimo, zato što smatram da posle dugo vremena na sceni, to još je srpskoj i globalnoj, smatram da treba da daš nešto. I ja se trudim stvarno tokom ovih godina koliko god mogu da dam i šansu i mladim DJ-evima i mladim producentima i svakome ko radi. Moja rezidentura u Akibi, Ben Akibi u Beogradu je mala, ali svaki put je sold out i svaki put po 300 ljudi čeka ispred kluba da uđe i to je jako dobra platforma za nova, tako je. I sad bukvalno smo ove sezone izabrali imena koja imaju nekih dodirnih tačaka. Baš je jedna od tih imena koji su bili kod mene na žurci The Plus, tako se vika artist. Mi je poslao sad skoro neke nove pesme, znači radi nešto pravi. Ja sam bio oduševljen, ja rekao, ovo je nešto najbolje što sam čuo posljednjih godinu dana i to će biti izdato kod mene na labelu Ruler Records. I sad već imamo dobru trakciju za to izdanje. Ja sam poslao svim mojim prijateljima koji su bili u fazonu, ovo je super, baš je dobra muzika. Tako da pokušavam na neki način da vratim iz sceni za ono što mi je dala, za ono što mi je oduzela, neki me nalao, ali za ono što mi je dala, pošto dolazim iz malog mesta i mesto se zove Požarevac, imao sam hustle kao i svi drugi da napraviš neko ime, jer u Beogradu, pošto je kao i ovde, ljudi od, ne znam, Kumanova trebaju da dođu u Skoplje, puštaju muziku da bi, ime im bilo viđeno i da dobiju neki following i to što ide. Tako da, to će biti slučaj i ovde, vezano za žurku na Prespanskom jezeru. Od Bitola nam dolazi Jos, ili ili Jos, ne znam kako se tačno izgora, pošto je sa 2 S. I Naume Joševski, on je od Resen, tako da eto, sklopili smo Bitola i Resen da budu... Da, baš tamo lokalno da vide. Da budu u primirju. Спомена сега дека е тешко од мало место да се успее. Јас мислам дека, предпоставам дека во Србија е уште потешко отколку во Македонија, бидејќи Белград е и поголем град. Сите викаат дека има и поголема публика, ама тебе не ти грулога јазикот бидејќи не пееш. Не многу викаат дека не пееш, не ти менува многу. Каков беше тој пат да еден дечко од Пожаревац, мора да го споменам и моментот, бидејќи јас гледав твој интервју и ми беше многу фасцинантно дека ти за целото ова време до пред многу кратко си работел и во електраната. И паралелно си работел и работа, нели, како диџеј и продуцент, што не е обична работа. Ти цела вечер пушташ музика, со бајлето мораш на работа да си искуцаш со картичката. Како го издржа целиот овој пат? Како од Пожаревац остана во Белград и реши по овој пат да тргне, што верувам дека не е лесно? Па пази, сакат се окрене уназад кога погледам, видим да, ја би рекол сад лесно, ама не е лесно. Стварно не е лесно. Сега, pre nego da se zaposlim u elektrani, radio sam i na televiziji, i montažu sam radio, i ne znam, 300 neke stvari. Programiranje sam radio jedno vreme, PHP i MySQL. Tad je bilo PHP 4.1, sad oni koji se bave programiranjem znači da je to bilo jako davno. Svašta nešto sam radio pored muzike da bih mogu da
preživim, da opstanem, jel, da imaš za normalne troškove. Jer meni dnevnice u Požarevcu su bile 30-50 eura, mislim, za koliko puštaš tamo muziku. To pričamo 2007, 2008, 2009. 2009. sam ja krenuo jedan kolaboracijni projekat koji se zvao Rivari DJs i mahom su me upoznali preko tog projekta, gde na kraju kad se to razdvojilo 2014. godine, ja sam krenuo samostalno svoj projekat, ovo je Andrew Meller. Znači, Andrew Meller postoji već 10 godina sada, ali ja sam imao neke kolaboracijne projekte sa kojima sam radio, sa drugarima, jel? I uvek sam bio vezan najviše za produkciju i mnogo volim da pravim muziku. Meni je to mi je uživanje, isto tako i puštanje te muzike i uvek je bilo da se poveže jedno i drugo. No, put do dela da jel te počneš uopšte da puštaš u Beogradu je bio od kafića tamo, gde ne znam, evo, reda veličine. Mene je put koštao kolima da odem 25 eura otprilike, a radio sam za 50 tamo. Не живееш ти во Белград, не? Патуваш? Не, патуваш. Beograd kao Beograd, pokušao sam da živim tamo 2005. I nije mi odgovaralo, zato što mi je bilo prebrzo, ne stižem da odradim stvari, nemam vremena za sebe, nemam vremena za moje obaveze, nemam moje dvorište, nemam moju kuću, nemam moje neke rutinske stvari koje ja želim da radim i to je to. Ja mnogo volim pse, životinje i uvek sam imao pse u kući i ja bez njih ne mogu. Znači, meni je to mi je depresivno skroz. I na kraju sam se vratio ja iz Beograda, pokušao sam da studiram. To je bilo to. Student u pokušaju. I nikad nisam završio tu školu, ali sam naučio neke lekcije tamo koje su me posle toga vodile nadalje i imao sam zanat neki u rukama, pošto mnogo stvari znam da radim i mnogim stvarima sam se bavio, od varenja, brušenja, znači stolarije do, ne znam, videoprodukcije i svega i svačega. Sve to ne zato što sam morao, nego zato što me interesovalo i usput sam zaradio neki dinar. Ja. Ali kad je prošlo neko vreme, dobio sam prvu šansu, ja i tadašnji moj drugar, dobili smo prvu šansu da nastupamo u klubu Tube. Po sigurno godinu dana haslovanja po Beogradu, po nekim manjim lokalima i barovima i tako dalje. I to smo dobili na kontu produkcije. Znači, produkcija je nešto što može da te izdvoji. Znači, ako imaš neku svoju muziku. Ja se sjećam, tad smo u to vreme obradili smo Crni ples od oktobra i poslali smo Pepeu. Pepe je, verovatno ga dosta ljudi koji sa klubske scene Perodi reda, mnogo ljudi ga zna i baš skoro sam ga video, mnogo mi je drag čovjek. To je čovjek koji je dao šansu. I on je slušao tu muziku i bio u fazonu kao meni se ovo sviđa, baš je dobro, ajde dođite da probate da puštamo. Puštali smo prvi, bilo je sve kako treba i dobili smo rezidenturu 3 godine u Tube-u, jednomesečno smo puštali tamo. I to je kao referenca, stvarno golema stvar. Tube je klub koji je ugostio imena poput Solomona, Maceo Plexa, Pampota, Buča i svih ostalih. Znači to je ozbiljan arsenal DJ-eva koji su prošli kroz taj klub i jedna ozbiljna institucija koja je ostavila pečat isto kao što je i Koloseum u Skopju. Kako što biše Koloseum, Tako je, klub za 800 ljudi je bio Tube. Koloseum je bio pogolem, da. Pogolem biše, da. I sad u to vreme stvarno dovesti ime kao što je Maceo Plex ili Guti ili Solomon ili kogod od njih, stvarno je bilo nevjerovatno i ti imaš priliku u intimnoj atmosferi da slušaš te ljude kako puštaju i imali smo priliku da radimo tu, što je mnogo bitna stvar. I nakon toga je krenuo ceo proces širenja, jel? Mislim, mi smo puštali godinama za 100 euro. To se realno ne isplati. Onda čak smo jedno vreme držali klub jedno pola godine, uzeli smo ga na pola sezonu da probamo nešto i na kraju uletili u minus. I ja rekao, čovječe, treba da vratim novac. Kako vratim novac? Znači, baš je bilo nezgodno i pošto sam ja svake godine konkurisao, ja sam to što sam radio u elektrani, ja sam za to završio, ja sam mašinac po struci. Što bi rekli, mašinac po struci, radim 10 sati kad dođe vikend, znači kad si pravim haos. Šalim se, znaš ovo, da. I šalim se, ne pijem i ne drogiram se, tako da to je benefit svega toga.
Не можеш физички инаку да издржиш. Tako je, kako da izdržiš. Sad, dosta ljudi mi se su upozorno kad sam došao u Makedoniju. Kako bre, Srbini još i ne piješ, znači što je sad ovo? Što ti je problemot? Što ti je problemot? Ja rekao, jednostavno ne prijemi. I da se vratim na priču, da, nakon nekog vremena krećeš da bildaš to, ali ja sam paralelno radio produkciju mnogo. I mnogo sam muzike pravio. I to nešto je izlazilo na labelovima, nešto nije, ali uglavnom sam slao drugarima, oni su to puštali i to je uvek imalo, znaš kako, nagradite od ozgu univerzum za to što radiš, mora da te nagradi u nekom trenutku. Znači nije ništa kako ja kažem, džabe. Ništa nije džabe. Tak. Sve to ima. Ako ništa drugo, naučio si nešto novo, da napraviš neku novu pesmu, neki novi zvuk, nešto novo si naučio. Ja gledam to iz tog aspekta i na kraju, evo, koliko godina kasnije se to sve isplati, taj trud i rad. Sad, deo elektrana i deo muzika su dve nespojljive stvari, teško spojive, ali pošto sam radio smenski rad i išao sam, ne znam, 1., 2., 3., pa onda 4 dana slobodno, što je benefit. Da, znaš, radiš 6 dana pa 4 dana radiš, u tih 4 dana 1 dan si kontuzovan jer izlaziš iz 3. smene, a posle toga imaš 3 dana da završiš neke svoje obaveze koje imaš ili neki posao. Mislim da mi je čak to bio i drive, da ja kad završim 1. smenu, ja jedva čekam stignem kući da pravim muziku. Ja dođem kući i sednem da pravim muziku. Znači šta god da imam da radim, sednem pravim muziku, pa onda odmaram malo i tako. Najgori deo je sezona i kad je sezona odmora i ti ne možeš da uzmeš slobodne dane, nego ideš, ja sećam, na primjer, išao sam 1. smena, pa exit, pa iz Novog Sada vozim nazad za Požarevac, pa odradim 2. smenu, pa uveče idem na exit opet, pa se vratim, pa odradim 2. smenu, pa idem na exit opet i na kraju se vratim, odradim 3. smenu, ja sam mrtav čovjek. Znači po 3-4 dana nespavanja i sa vožnjom i sa svim tim stvarima, to nije lako. И не е само за физичкиот замор, тоа се убаво кажа 2 различни света. Exit е еден од најпознатите, најпосетувани фестивали во Европа. Сега ти си диџеј, тамо пушташ back to back со некого, нели? Некој ќе речат си звезда и звездата оди после да работи во електрана. Многу се како 2 живота паралелни. Јесте, баш е чудно, мислим, не знам како да кажам. Некако да е лошо, ама е многу интересно е, како 2 паралелни животи водиш. Пази се, дешава ми се ситуација kad se napravio Born Sleepy onaj remix i poslao sam na nekoliko DJ-eva i to stigne do Nicole Moudaber. I Nicole Moudaber baš je puštala na Sonaru, nije Sonar, nego ne znam kako se beše zove, Eastern nešto u Bugarskoj. I ja u elektrani gde ispoje neki problem i bio sam ceo, znači mokar, pepeo po meni, šljaka, ceo sam bio prljav kao, znači ima neke slike iz elektrane, to je haos. I meni stiže poruka i ja sam ovako otvaram poruku i gledam, znači bratu bilo je negde 5-6-7 hiljada ljudi na žurci, gde ona pušta tu moju traku i to gori na sve strane. I ja koji se gledam onako prljav, nikakav, i moja pesma, ja rekao, čovječe, to je to, kako dobro izgleda ovo, znači skroz je. Ali mislim da svako od nas, znači na Balkanu, mi nismo napravljeni, naš sistem ne funkcioniše tako. Ljudi koji žele da se bave DJingom u Engleskoj, oni se opredeljuju za to i to su deca uglavnom. Sad ti kad imaš 19 godina i ne znaš šta ćeš da radiš i hoćeš da se baviš DJingom, tebe i roditelji i država te podržavaju u tome da napraviš nešto. Ima tu i prednosti, ima i mana. Prednost je ta što stvarno oni ne moraju da razmišljaju o financijama na taj način. Nije da ne hasluju i oni. Ali drugačiji je koncept totalno. Tebi ovde, kad hoćeš da kažeš roditeljima da ćeš da se baviš muzikom i da ćeš da puštaš muziku, 99% ljudi će ti reći nađi neki posao. A što ne uzmeš da radiš neki posao? Neki regularan posao. I ti sad njima objasni da ti nisi regularan čovjek. To je nemoguće. Znači, imamo dosta plitke poglede na to. U svetu drugačije funkcionišu stvari. На Балкану е едно, свет е друго. И за било која друга креативна работа. Апсолутно, да не е DJ, апсолутно. Било која креативна работа. Мисли sad, da ćeš ti uspjeti da stigneš do tih nekih, ne znam,
lestvica i para i tih stvari ili nećeš, to sve zavisi od tebe. Ali ja sam, na primjer, mojim roditeljima pokazao da se od ovoga itekako i živi. Znači ja imam dovoljno, nemam ni mnogo, nemam ni malo, imam dovoljno za normalan, pristojan život ljudski. Što kaže da imaš da pojedeš nešto, da popiješ, ja kažem, meni je uvijek bilo da imam za kafu, cigare i da mi stomak ne bude prazan, ja sam srećan čovjek, top mi je. Ako ima negdje da se proputuje nešto, to je bonus. Srećan pa s ovim poslom možeš i da putuješ negdje i da vidiš nešto i da upoznaš drugi ljudi i druge kulture. Isto kao što ne može svako da radi u elektrani, ne može svako ni da radi ovaj posao, isto kao, ali nije tačno, ne može svako da proba. Znači neka proba pa neka vidi kako to izgleda, da li se pronalazi tu ili ne. Isto ja kažem, ljudi koji izbacuju smeće, ne može svako ni to da radi. Ti ljudi treba da imaju beneficiran radni staž. Što se mene tiče. Tebi preko imaju i beneficiran radni staž, ne znam, plate veće i ostalo. Znači, oni ljudi rade noću, zbog njih je grad čist. I on treba da bude čist. A ti kad izađeš napolje da ne vidiš smeće okolo. Znači, neko se brine za to. Isto je sa svakim poslom. Tako da, generalno, ja sam se sad sveo samo da radim muziku i samo se time bavim, a videoprodukcija mi je pasija, ljubav, to volim da radim i rekao sam jednog dana, nadam se da ćemo imati financije i mogućnosti da radim i svoje video spotove, da mogu da ih režiram, pošto mi je nekako ostalo iz doba Daft Punka, Chemical Brothersa, Prodigy-a i tako dalje, još dok je bilo ono TMF televizija, ako se sjećate šta i kako je išlo. Ostalo mi je to da baš bi volio da imam, pošto svaka moja pesma ima neku priču, ima pozadine iza toga i nijedna nije ista i teško se držim na jedan sound, da ostanem samo na jedan sound. Тоа ќе те прашав следно, бидејќи често кога има музичари, дали се во подкасти, дали се во некој друг формат на медиуми, сите некако бараат како да ги најават, а баш кога истражував, читав што работиш ти, нешто имам и од претходно чуено, ќе ти кажам особено од која е првата трака од тебе што имам чуена, гледам дека тука на Балканов исто многу сакаме да ставаме лейбл, етикета, па сега ти пушташ само минимал техно или некоја пејач само поп пее, некако бараме да им ставиме етикета на артистите, на музичарите, а мислам дека веројатно и тебе ти е тоа предизвик да мешаш различни жанрови, нови звукови, влијанија од различни диџеи. Ја само гледам из аспекта зашто бих ја лимитирал себе у било ком погледу, ако е то креативен посол. И зашто етикетирати себе? Ја не желим да будем етикетирани. Затоа те прашам, бидејќи мене ми е глупаво да најавувам некаков диџеј. Да, мислим, има луѓе се менуваат. Да, тако е. Али има луѓе кои желе да будат етикетирани, да они пуштају само то. Океј, ја поштам то. Ја за себе могу да причам да не желим да будем етикетиран и не желим да будем ограничен по питању уметности, креација и било чега. Значи шта god да се прави, дали е то музика, дали е то скулптура, дали е то сликање, дали шта god да е, зашто би ти ограничавал себе и сега да црташ само, не знам, мртву природу. Што би само цртал мртву природу? Може толку ствари да црташ и живу природу, и људе, и абстрактна уметност, и свашта нешто, нема потребе. Пошто музика е поприлично широка ствар и широк е спектар, и сад ти имаш различите врсте музике, различите жанрове. Мислим да што више слушаш, што си богати и што више посвеќуваш пажњу уметности, тоа е боле за тебе, за твоја душу да ја храниш. За мене музика, сад дали ќе да буде овај жанр или онај жанр, то ме не занима толико. Ако е мени прија и ако е мени добра, ја ќе да ја слушам или ќе да ја правим или ќе да ја пуштам или шта god да е. Јер ти у датом тренутку, на пример, и глупо е, ево, сад ја многу едноставен пример. Јас се тренутно пуштам, не знам, рецимо, инди, денс, електро и остало. Ето, нека буде техно. Сад зовете Соломон да му радиш warm-up, као што е сада било. И што ќе да пушташ? Што? Си категории со себе, етикетирao себе да пушташ што? Па то ќе ти бити последни пут да пушташ. Што? Затоа што таа музика е сувише енергична, младење велико име,
I to je to. Ti moraš da prilagodiš svoj zvuk tom Tamo delu kada koji što te radi. викнале. Tako je, na da ta prilagodiš muzika. svoj zvuk warm-upu za Solomona. Znači to što si puštao, jel, ovi koji se bave time na 128-130 tempo BPM-a, to ne biva. To je to. Doći neko i sve ćete reći, ajde, dete kući. Zato što to ne ide tako. Zato treba da budeš, ako po meni, kao DJ, treba da ispratiš kompletnu priču i da imaš muziku za sve. Zato se kreće od bara, pa onda ideš u klub, pa onda ideš, zapravo ne možeš da kreneš ni od bara, kreće se od kućnih žurki. Da pušaš za drugare, pa onda u bar, pa u klub, pa festival golem, pa ovo, pa ono. Znači, postoji redosled po kojem se ide i to nije džabe tako. Znači, stvarno treba da se prođe sve. Jer kao onaj ko zna da se snađe u baru da zabavi ljude, taj će znati da zabavi ljude posto toga i na velikoj žurci. To je nešto, ja to zovem sazrevanje, koje traje godinama. И претпоставувам, ти знаеш поубаво, јас не сум правела журки да пуштам музика, дека и многу потешко, ова го имам зборувано со стендап комичар, многу е потешко во мало, во бар, да речеме, или ета на куќна журка, каде што имаш од 20 до 100 гости, каде што има малку луѓе. Ако на нив не им е убаво, ти повеќе можеш да видиш така дека ти е тапа музиката, отколку на журка каде што има 10.000 луѓе, 20.000 голем фестивал. Да, и зависи кој е мајндсет. Например, код нас на Балкану е јако тешко. Код нас на Балкану успе да направи тако нешто е стварно на добром путу да... Бидејќи на мало место, во мал простор, ти ќе ги видиш. Ако до 20 луѓе 5 не играат, не се забавуваат, тоа се чувствува во енергијата. Слажен се. Другачие е скроз и другачие какви су луѓе дошли. Ако су дошли они кои само стоје овако и столкују жене, мушкарце, што го да е и сад пие пиće и тоа ти njega не може да забавиш, он не е дошол за забаву, он е дошол за нешто, не знам ја шта. Да тражи, да јури, да испие пиće, данас му nije дан или šta god, nije mu život. No, na primjer, u inostranstvu nije tako, mnogo su poopušteni. Kod nas su dosta ljudi stegnuti. Ja bih voleo, na primjer, stvarno opusti se, uživaj, slušaj muziku, ne traži problem, ne traži da njakaš. Samo pogledaj iz druge perspektive. Jer i u Srbiji se dešavalo, bilo, znači, poslednjih par godina, ne znam, počeli su kao da se neko takmiči. Ova je bolje, ona je bolje. Ko je bolji? Ne postoji bolje, to je percepcija. Meni se neka muzika sviđa ili mi se ne sviđa. Ovaj set mi se više svide, ovaj manje. И тоа е, мислам дека исто зависи во периоди од животот. Мене ми беше интересно, некада видов исто и на стори, нели, ќе те прашам малце подоцна за целата приказна со Dynamic и со Solomon. Последната журка на која јас во Македонија имам отидено, беше токму на Solomon и на Хош. 10 години се поминати. Значи тоа беше некој период каде што ние и моето друштво одевме повеќе на журки. Тоа се периоди во животот. Потоа може би ти се свиѓа да одиш на нешто друго, значи ведре јас смо вечно млади. Да. Мислам дека тоа нема толку врска со младост или старост, повеќе со желби. Има период кога се презаситуваш од нешто. Некои луѓе не се презаситуваат. Таа екипа со која тогаш одев многу на журки, они си одат уште на журки. Мене, например, ми требаше мала пауза, па после живеев во Прага. Не знам дали си настапувал, на журки сигурно си бил во Чешка, во Прага. Да. Че тоа е неспоредливо. Не споредливо. А тек замисли овамо Белгија, Холандија и остало. Каде што имаат баш историја они на рейв. Колку старих луѓе видимо доле. Значи ти не можеш да вериш. Први ред, сад биле жене 60, 55, 60 година, дошли су се проведу и они, њима е супер. Нас ни е чудно, не е тоа чудно. Нас ни е тоа чудно, њима nije. Значи има цел распон људи, знаеш, одека радиш демографија за рекламу, радиш ја од 18, например, до 35-40. Тамо можеш опушено радиш од 18 до 75. И дојде ќе ти може чак и двоје од 75 година да се журка да слушају музику. Затоа што тога има тамо, су луѓе опуштени. Овде доста су стегнути, не само Kad kažem ovde, na mislim Balkan, na Balkan, ne na konkretno na Makedoniju. I dosta su stegnuti, ne sviđa mi se to, ali šta radiš, to je što je. Trenutno je takvo stanje. Ja bih volio da su ljudi više opušteni i da dođe da se proje i da daju šansu nekom provodu. Znači ti daš šansu nekom, nešto što nisi slušao do sada, odeš i da čuješ.
Да, тоа немаме навика во странство, на пример, еве тоа исто со многу музичари на подкастов го зборевме, кога има некој фестивал, луѓето не чекаат лајнап, туку знаеш дека има фестивал, плаќаш колку да е картата и одиш за да слушаш музика, не гледаш кој ќе го донесат. Па сега додиш специјално нели некој за тебе да те слуша или друг човек. Стварно е другачије мајндсет, другачије размишљају луѓе, другачије гледају на те ствари. Може че и овде да се промени едnog дана то. Mi smo dosta konzervativni, oni su pa previše liberalni. Tako da, mislim, u oba slučaja nije dobro jer nije balans. I da, balans nema sredine. Da, nema sredine. Ja bih volio kad bi stvarno bilo sve kao nekako izbalansirano, mislim, to je nemoguće. To je kao ono kao idealna slika sveta. Da bude sve izbalansirano, ali nema veze. Mislim, idemo, radimo, pa ćemo vidjeti šta i kako će ići u budućnosti i na Balkanu. Како ти се допаѓа тука клубската сцена, а како е да речеме во Србија? Сега пак ќе го споменам истото, Белград е град што има жители повеќе од Македонија, огромен град. Да. Во Нови Сад исто така има добри клубови, нели пак поголем град, има настани. Нови Сад више нема клубови, има само тунел кој е... На тунел мислам, нема друго ништо освен тунел. 150 луѓе у тунел, тоа ти е тунел. Да. Има летни тунел кој е veći, na otvorenom Tamo je. Tamo imamo otideno na MKDSL. Na MKDSL, To je neka druga priča, ali to je za leto. Što se zimske sezone tiče, nema ga. Novi Sad nema klubove. I to je problem. A kako je vo Belgrad, vidi, je duplo pogolem od Skopje? Da, Beograd baš imao sam, evo, ovo je treći intervju. Ja intervju sam imao sa BGD Groto i u tom trenutku scena u Makedoniji je bila duplo bolje nego u Beogradu. Nakon 6 meseci smenili su se neke stvari i baš sam imao intervju to jest podcast sa Freedom Musicom i ja kažem već sad Beograd dobija par novih mesta i kreće da se dviže nešto, da se dešava, što je dobro. Ali mi sad Makedonija malo kaska. I to će non stop tako da se menja. Mislim, normalne su to oscilacije. Bilo tak. Da, apsolutno su normalne oscilacije. Ja bih volio da jedna i druga scena prvo da sarađuju, zato što ja, na primjer, vidim beogradski DJ-eve dolaze često u Skoplje, ali skopske DJ-eve ne vidim često u Beogradu. Volio bih malo da se... Pa jaz ne znam nekoj da nastapuvalo tuka vo Pa jeste, Srbije. Fluder je bio, na primjer, u Ama ne toliko često, ne na primjer, toliko često, tuka povek ima. Bazil je skoro bio nešto u ovome, kako se zove, u Ben Akibi, ali nije toliko često. A odande DJ-evi dolaze često ovde. Ja znam zašto dolaze, sirenje i rakije. I dobar provod. Gledaj, što bi jedan moj drugar rekao, Viktor Ranković, baš skoro smo pričali nešto, on kaže, vidi, Skoplje bi trebalo, ako ćemo da gledamo realno, pritom ja njega jako cenim i poštujem tog čovjeka, to je jedna muzička enciklopedija. Znači, to stvarno treba da sedneš, da popričaš s njim, što on znao od muzike, to je nestvarno. Pritom nije DJ, nego je ljubitelj elektronske muzike, obožavati. I ja često ga pecam tako je, brate, da je nešto staro, da iskopamo, da slušam nešto, nasoči me negde, ja posle toga kopam sam. On mi samo da trigger i ja kopam sam. I on čovjek kaže, kad bi gledali ovako realno, kaže, ja ceo život pričam, Skoplje, kao Skoplje bi trebalo da bude glavni grad kulture na Balkanu. I to ja isto stojim iza toga. Zato što ovde je mnogo više alternativno, mnogo je po underground scena ovde, i zvuk i sve, dok u Beogradu imaš sve i svašta. I uglavnom je mainstream scena. Sad, ja nisam ni underground, ni mainstream, nema pogrešno me shvatite. Mislim, ako ćemo da gledamo realno, za mene lično underground je nešto što maltene ne postoji, što ćeš da puštaš za 10 ljudi svojih najbližih i to je to. Čim krećeš da naplaćuješ i imaš zahteve neke i zarađuješ novac od toga, to više nije underground. I oni kažu onda kao, ali muzički, znaš, ne ni muzički, tebe sluša 15.000 ljudi, tvoji zahtevi su 3, 4, 5, 6, 7.000 eura, više nisi underground, završili smo tu priču. Kај нас сега, например, па во Македонија, нема толку естрада, колку што имала пред 10-15 години. Тоа е проблем, бидејќи едната андеграундот не може да постои без естрада. И тоа е све тоа, значи се поврзано, не може. Tako je. Desio se disbalans koji nije dobar ni za koga. Sad gledam, kažem ti,
ako bi, ja mislim, bilo malo više saradnje između i ako se malo više stvari krenu da se odvijaju nekim drugim tokom, vidimo ovdje neke nove mlade organizacije koje kreću da rade žurke. Laboratorijum, ne znam da li ste ga posjetili, isto ono gubo mjesto. Baš kulturen centar je to na nekoj način. O tome ja i pričam. Na primjer, ti u Beogradu postoje, ima ono SKC, ne znam, Dom omladine i slično, ali to je već sad odavno zastaralo, treba nešto novo, sveže da se desi. Postoje ovi silosi u Beogradu, oni su mnogo dobri. Da, na primjer to kao lokacija je top, ali... Imam tamo vidano, ima mnogo žurki nastapi na silosi. Ima, dešava se, da, s vremena na vreme ima. Mislim, oni imaju ceo program tokom cele godine, baš gaze onako jako, ali nije samo vezano za elektronsku muziku, nego ljudi rade i izložbe i radionice i svašta nešto, pa ima, ne znam, Karma Koma u Beogradu isto, koji je u sklopu Dragstora, tamo taj kraj. Isto jako dobar klub. Kako se kaže, Zapa bar? Zapa bar. Ама ne тоа znam, имаат повеќе, таму мислам дека повеќе рап има, хип-хоп. Да, има доста тих барова кои су скроз неки други концепт, nije vezan za ovo. Sad za elektronsku muziku ne znam, ovde i Epicentar i 1212 stanica se, koliko čujem, već je promenila je strukturu šta i kako radi. Intermezzo, ne znam, koji je onako komercijalni bar, ima, to je music bar, ali dešava se nešto. Znači, generalno ima mesta u Skoplju gde možeš da prošaraš i da slušaš dobru muziku. Meni iskreno favorito 1212. To je stvarno dobra... Да, убава локација, мислам, убава е локацијата, убава е терасата. Да, подсеќа ме на младост. Младост у Beogradu. Mladost, ludost, radost, gadost. To je Pepe i Kole su to držali dugo godina, nažalost to je zatvoreno. Ali meni je taj koncept bio sjajan. Znači imaš svuda ima različita muzika i plus imaš i restoransku varijantu, tako da i cela zgrada je puna tome. Kao malo da si izašao top. Дали со, видејќи ве паралели ве ги направивме, дали со некои македонски диџеи, продуценти, музичари, како и да е, досега имаш соработувано со наши имиња? Kako sоработка, tipa kao kolab, ne. Ja sam uskoro tek počeo da pravim neke kolabe, zato što dugo godina nisam hteo da radim to, jer mi je suviše back and forth, imao sam samo par. Tako da do sada ne, ali ko zna što će iskočiti u budućnosti. Ako neko naleti, znaš šta, malo ima odavde ljudi koji žele da se bave produkcijom. Imate jako dobre producente, mislim, okej, Mirko Popov je pokojni, ali ostalo je njegovo zaveštanje, stvarno je čovjek uradio mnogo za ovu scenu. Znači, mnogo. Imate, na primjer, Goran Kan. Kan isto jako dobar producent. Postoje ljudi koji se bave produkcijom, nije da ne. Ne znam, evo sad skoro, ja za mnoge nisam ni znao, za Sašu Reside, na primjer, od Bitola je dečko. Čovjek radio kolab sa Green Velvetom. Znači, kad čujem trake, meni se trake sviđaju toliko, ja odlepim i rekao, vrate, meni šta je ovaj čovjek pravio pre 10-15 godina, šta bi mogao da pravi sada, ali ja imam drugare, na primjer, koji iz Srbije, koji su imaju i dan danas imaju problem, oni izdaju na sudu dobrim etiketama, a ne mogu da idu da puštaju zato što imaju problem sa tim. No, nebitno da se vratim na priču, je da postoje producenti kod vas, ima ljudi koji rade. Dobio sam, ne znam, od Mamlija i od Dado, dobio sam neku muziku, bio skoro, to ne zvuči loše uopšte, ide na nekom, znači, polako Makedonija počinje da dobija i neke producente, ja bih volio da ih je mnogo više, čak bih volio da i ova etablirana garda, što se kaže, da oni krenu isto da prave muziku, jer mislim da bi tako podigli svoj nivo i da bi tako otvorili neko novo tržište i nešto novo. Pošto tu postoje mnogo ljudi koje ja mnogo poštujem. Fluder, na primjer, vanserijski DJ i neko koji dan danas tegli gramofone i ploče i pušta na njima i stvarno je za respekt, ali mu fali produkcija. I stvarno fali. Ti danas da bi napravio karijeru neku, sad zavisi ko šta želi, znači možda neko ne želi tim da se bavi, to je to. Ako želiš da živiš od toga i da praviš to, mislim da je produkcija neophodna da bi otvorio neki novi panel
и да и не да само радиш. тоа, кај нас еве ајде од другите музичари нешто се стрикно поврзани со што се продуценти и диџеи. Во главно ние во Македонија имаме проблем во музичката индустрија дека луѓето немаат менаџери. Тоа е уште еден минус. Па ви имате најачек менеджер одавде икада. Значи, човек е цел Балкан и цело Источна Европа покрива. Ама повеќето немаат. Има нови имиња што се појавуваат, има многу луѓе што во право си можеби не сакаат повеќе од тоа што го работат, бидејќи еве на пример сега во моментов Дина Јашари од некој што прави поп, нешто измеѓу што е во авангарда, она е доби наградата за Никола Младеновиќ од Белград пред 2 години, пее на македонски низ цел Балкан, но нема менаџери, има многу млади нови имиња што доколку би имало некој да им помогне и да работи со нив, ќе бидат уште повеќе и популарни и ќе може да заработуваат убаво, да не мора да работат 100 работи, за да живеат од музиката. Така е. Па сад, ја на пример са страна диџеја, као диџеј продуцент, јел? Да стигнеш до дела када ти треба менеджер, има да треба да помине време и много работа. времена и многу работа. Значи треба да се стигне до тог нивоа да више нема смисла да ти губиш време и да радиш тај посол административни кој радиш паралелно со овим, а притом треба и да го научиш како се ради. Jer kome ćeš da ostaviš to? Не може секој да го работи, тоа е различна работа, не може Скроз. секој да го работи. И другачија е сфера поп музике, другачија е сфера електронски музике, другачија функционишу ствари, скроз е другачија. Не, повеќе мисле во сфера на културата, на музиката, на се, знам дека се сосема различни работи. Не, мислим различити су и менаџери, различито функционираат ствари. Да, различен пристапот на работа претпоставувам, не може исто, ама па и музичарот не може да го работи тоа, еве како јас сега со и новинарството, и подкастингот, и се тоа исто креативна работа. Да. И сега не можеш ти и самиот да одиш да бараш пари, да снимаш, да монтираш, да пишуваш. Не, малтретирање. 5-6 работни позиции. Да. Мисли, треба да будеш хоботница да би стигол све и не знам колку мозгова да имаш у раздвојник да стигнеш сето да радиш. Кажем, кад се стигне до некој дела има смисла. Добро, сад за поедине артисте стварно можда и нема менеджмента доброг кој може да води рачуна о њима. Ми сме мало у дефициту sa тим новим просторима, затоа што, као што сам споменал, креće прво од родителја. Подршка од дома. Подршка од дома. А ја хоќу да будем менаџер певачима сутра. Ќе оди работи нешто таму менаџер на пејачи ќе бидеш. Не, па пази. Ама ќе ти кажа така дома. Буквално, наđi неки посо. Наđi неки посо. Иди запосли се негде. Знаеш. А сад што то може и то те интересуе. Сад не причамо о парама, значи новац ко новац е небитан у целој причи. Зашто? Затоа што новац доđe и проđe. И сад не знам колку год да имаш милиона, милиарди, колку год да си направиш, што ќе носиш у гроб, што ќе ти? Апсолутно. Значи, окей, треба ти за неки нормален, пристојен живот и да, ако можеш да помогнеш неком, помози. Значи, са тим новцем, а за гроблje идеш испод земље, нема ништа. Се остае негде другаде. А везано за родители, за ту причу, о томе се и ради. Они само гледају сигурица. Така се научени тие генерации. А код нас нема менеджера, например, за турбофолк, да, има. Затоа што е то уносан посо и одмах има новца ту, значи некој. И брзо се гледаат парите, одмах се гледаат. Брзо, али затоа и ефтино. И ту нема, за мене та музика мене се не свиѓа. И ја не волим ту музику и, значи, то ми е скрнавење. Значи, де го да е, не спорим за народна музика е нешто друго. Значи, ја Науме Петрески волим да слушам, али турбофолк е за мене лично канцер. Значи, тоа е то. Како иде, шири се на све стране. Човече, затоа што се ствара опет дисбаланс. Треба да има и турбофолка, ali треба да има и алтернативне културе. Како мисли комерцијална мейнстрим култура да ради ако нема алтернативна култура? Има особено многу, мислам, од таму се и почна. Таму долази, значи тоа е катастрофа, мислим, шта да кажем.
Не знам, нисам љубител тога, поштен народну музику, не волим турбофолк музику, волим електронску музику, волим рок н рол, волим такву неку музику и то почитувам. Добро, за човек да создава музика, мораш да слушаш и друга музика, за да можеш да правиш. Ние да не знам, ние да нисам чуo, само кажем да ми се не свиѓа. Нема, сега тоа луѓе што тоа е викаат ствар укуса кој шта воли, знаеш, мисли неко воли то, неко ќе да воли нешто друго. Ал мене што си више отворен за нова создања и нову музику, тоа е боле за тебе. Сад код нас су поприлично конзервативни луѓе што се тиче слушање нови работи, прифаќање нови работи. Убаво кажа и сега бидејќи ово со менаџерите го зборевме, на пример ако почнуваш да работиш во Лондон, претпоставувам било што ако почнуваш да работиш во Лондон како нешто што значи дека таму веќе врвот си го достигнал, дали си диџеј, било кој уметник од кој ранг или музичар, или родителите ќе те поддржат, државата ќе те поддржи, но дали мислиш дека тоа што ние тука на Балканот, ајде да кажеме, се мачиме, одиш работиш, што работи во продавница, во електрана, во кафич, сите тој пат сме го поминале за да можеш да го работиш. Слумдог милионер. Да, за да можеш да го работиш тоа што го сакаш. Јас додека студирав новинарство, работев како медицинска сестра, сите сме работеле 100 работи. Дали нас тоа можеби, сега многу е лош збор да кажам дека не прави подобри, ама те прави поиздржлив затоа што треба да го сакаш многу за ти да не спиеш. Јас спиев по 2 сати во денот, за додам на вкуде, да работам едно, да работам втора работа. Да. Тоа би го издржал само некој што многу ја сака таа работа. Така е. И ту се заправо види волја и се. Да, слажем се с тоа, апсолутно, али с друга страна не би волел никада истиот пат да го поминеш. Не, да сожалевам о себе. Значи, луѓе со Балкана су повеќи хаслери, ние да ни они преко нису, али ми смо хаслери број 1 за многе ствари. Јас знам да сум упознал македонци за широм света кои су направили нешто озбилно од својот живота и кои раде има баш доста и паметних и сналажливих. И мислим да е сналажливо заправо таа која нас вади из целе приче. Ние мора тука цело време да се снаоѓаме. Да, али кажем опет, не би волел да нас гледа никој ни јас сам себе као некој као из сожалењето. Не, јас сам изабрал то да радим, могу сам да идем лакше неки путем. Нормално. Што кажу, клати врата, земи плата. Али не, ја хочу да идем тим путем и нема ту жалење. Тоа е то. А ако нешто си зацртao да ќе што урадиш, тоа е то. Мене зашто десило ми се било, баш имал сам разговор с едним менеджером из Лондона и после сам му пио музику и он ми, значи после 10 дана слушање музики, пошто му послал преко 150 песама, он као, значи мора да ти каже нешто, каже, мене не е јасно, ја немам прилike да слушам овакvu музику и да е оволико различита од свега, пошто имам и неку филмску музику сам му послал и не знам, свашта нешто што сам радио, пошто постои опција за sync, тоа е значи да ти удоми, не знам, на Netflix овамо намо, и тоа е супер и новац у питању и слушати се песма у филму, неком серија, небитно е. Не знаеш де ќе да заврши. Ја му послал свето и он каже као, значи nije mi јасно, каже, како ови код мене овде, ови мои, имају све на тацни и све на готово, и свака песма им звучи исто и нема ми емоцiju, нема ми ништа. Ви каже, очигледно ту sa Балкана имате другачiju перспективу у глави и другачија хасл и другачија размишљате и као многу е богатија музика и пунија. Значи од онога што се прави на западу. Западу е тоа оно што си рекла на почетку етикетирано. Значи пушташ тех хаус, правиш тех хаус, правиш Джейми Джонс фазон, тај фазон правиш, така те знаат и тоа. Али така те знаат и ту ти е лимит. А кад имаш ширину, онда немаш лимит. Така е, колку ти е полесно сега, бидејќи си почињал, не е тоа многу одамна, како не одамна, 17 години многу се, ама кога ќе видиш во еден живот, тоа не се толку многу години, затоа што многу брзо технологијата се менува. Сега и подостапна ни е музиката. Сега спушташ само YouTube и Spotify и музиката
колку и да тоа за вас може би не е добро што заработувате, тоа ни е бесплатно. За порано да слушнеш нешто што сакаш, мораш да купиш CD, касета. Да. И ако слушаш рок, одиш и купуваш од пејачот што го сакаш. Да, Касета, да. плоча, било што, а сега ти е се без пари, можеш било каде од музика да слушаш. Значи, што Ви ти е помага- доступнije, тоа е глуплje. Нема, дали тебе ти има во создавањето помогнато, бидејќи имаш можност да слушаш повеќе музика. Мени лично, да, затоа што ја волим да истражам, ја копам по неким старим архивама. Ама сега ти е полесно отколку да одиш па да бараш CD, да бараш Како не, касета. како не. Али исто тако алгоритми кои користе софтвери за конкретно YouTube, Spotify или šta god da je od toga, oni koriste algoritme naspram tvoje pretrage ili tvoje demografije. I ne znam, ti ako uzmeš i učitaš sada da se izloguješ sa YouTube-a i da ti ne ostane ni jedan cookie, ništa od onih stvari, tebi će izaći prvo srpska muzika. Sigurno. Mislim, ti znaš valjda Pa to ti je algoritam i onda te algoritam zapravo nasoči na nešto što, a ti slušaš dead metal. I ti sad kad kucaš dead metal, ok, izaći ti bendovi koji sviraju dead metal, ali algoritam je taj koji te navodi nadalje. E sad, koliko je dobro, toliko i loše. Meni, na primjer, za istraživanje kad radim, mi je super, jer ja, na primjer, volim psychedelic rock i to je onaj turski iz 60-ih. Mahal, da li gi imaš čujeno? Ne. Тоа ќе... Preslušat ću. Што сега е нешто многу модерен. Се враќа некако. Nisam slušao, ali da. Не целиот žar сега пак модерен, некако се враќа, Pa, се преработува. Da, mnogo. Ti pogledaj sad, taj psychedelic rock, naši su krali odatle. Znači, ovi turbo folkeri i ostalo. Znači, krali su milion pesama. Mislim, krali, pozemljivali samplove. To i ja radim isto. Kradem pozemljujem samplove, šalim se. Sviram uglavnom sad, pošto imam muka za clearing. Ne možeš da očistiš prava i onda ne isplati mi se da gubim vreme sa tim, izgubiš po 2 godine. No, hoću ja ti kažem, istraživanja vezano za algoritme iz istraživanja, da, i podostupno je. Mislim, onda bi morao da idem da kopam po nekoj pijaci, po buvljaku neke ploče i da ih slušam i ko zna šta bi našao. Ima i to svoju draž, ali ovako je brže, pošto tehnologija funkcioniše tako kako funkcioniše. Ali isto tako, kažem, umeju, sad zavisi i kako ko, umeju da otupe algoritmi i da konstantno te nasoči samo na jedno. I onda si u nekom lupu koji je dosadan, koji ne je ono... No, i nije samo za muzika, za bilo što, Za bilo što. Generalno, algoritmi su napravljeni da te otupe. A ti ako hoćeš možda da ih iskoristiš i na drugi način. Napravile. Ako ti interesira to... Pa ne, šta je pravilno, to je percepcija. Da, kako za koga. Za nekoga je da mu daje samo narodnu muziku, za nekoga je da mu daje više vrsta. Kod mene kad otvoriš, na primjer, YouTube, ide i Chemical Brothers i Jimi Hendrix i dole je Clapton i onda ide Bob Marley skroz dole negdje i sad u celom onom spektru related imaš sve te stvari, jer sam sve to slušao, tražio sam bio nešto da čujem ili ne znam, The Cure pre neki dan, sinoć. Došlo mi samo kao je Vedrana, šta ti došlo da pustiš, što je rekao, ne znam, nisam slušao 4-5 godina, nisam slušao The Cure, ajde sad mi se sluša taj band. Сега морам за Синер да те прашам. За Лепо Брена. Да, за Лепо Брена. Тоа некаде го чув. Мене немам јас толку истанчено музичко уво, не ми звучеше, ама таа е стварно, веројатно, сега ти ќе ме поправиш, некаде ми излезе на стори, веројатно која излезе, дали некој имаше споделено, дали можеби ти си ја имал од некаде ми искочи нешто, бидејќи следам неколку канали што ставаат видеа од техножурки и звучеше многу интересно. Пред да почнеме да снимаме, убаво кажавте со Ведрана дека твојата музика е весела. Како и да звучи тоа, дека е игрива и весела. Па ме интересира баш од каде е Лепа Брена и мислам дека баш и затоа ќе стасам и до Соломон неколку пати го напоминавме, затоа што луѓе дури што не слушаат електронска музика тука на Балканов, веројатно први им беше многу фасцинантно, бидејќи оне со потекло од Балканот, нели, Младене Босанец, колку што, ако не се лажам, и он имаше скоро секогаш пушта, ама имаше едно видео, ти знаеш сигурно подобро, каде што имаше микс направен од песна од Јужни ветар.
Аха, не е негово, он ја пустил само ту песму. Да, тоа беше во Барселона, мислам дека негде на така. Барселона, дали знаеш да е таа песма, тој Ну правио, Ну е продуцент. Живот се зове песма, тоа е Миле Китич у оригиналу. Од Миле Китич од Јужни ветар. Таа песма, значи 4-5 години иде на Ибица Global Radio скоро секој ден. Да, и мислам дека тогаш луѓе почна масовно да го слушаат, дури и луѓето што не слушаат електронска музика. Снимак неки Дерлези кај ја пусти оваму Турској. Во Турција и имаше дури една снимка каде што мислам дека беше, сега ич да не лажам, мислам дека беше со Адриатик, не знам кој беше некој од нивнава куќа, од нивниот левел, ама мислам дека јадеа бурек на кола некоја. Тоа е у Новом Саду било после екзита. Јадеа бурек. Да, телефаси и беше многу интересно и мислам дека на луѓето и затоа им е интересен. Да ќе слушна дека и сега кога ќе знаеш дека она има балкански корени, кога ќе го видиш личи на босанец. Ти стануваат работите јасни. Младен е легенда, нема шта, Младен е легенда. Ти стануваат работите јасни. Сега кај Лепа Брена, од кај ти беше тебе инспирацијата? Слуша неки психоделик рок турски, па сам нашел одакле су они семпловали нешто, па сам онда стигao до Лепе Брене сасвим случајно и онда сам узео тај дел кој ми е упao за уво, затоа што ја, например, више не слушам музику, како да кажем, зависи, мозок ми ради другачие. Из тренирање сад да издвоим само дел кој ме занима. Значи, у глави мени певање е исклучено, немам фокус на тоа, имам фокус, например, само на драм линiju или само на бас или само на одреđenu секвенцу која мене занима и мене се то расчлани у глави скроз. И не знам како, ali тоа е веројатно после година и година работа и слушање музика многу. Да, и мени то ми нешто упало било за уво, реком, има овде нешто се дешава, дај да, пошто кажем ти, од психоделик рока сам дошол до Лепе Брене. А од Лепе Брене сам узео тај семпл кој сам толико прерадио, пресвирao сам га, значи, пошто не могу да клируjem то, јас сам то пресвирao, иницијално не може да провалиш да е Лепа Брена, затоа што нема више ништа од нje, ali to su ti neki trileri, nešto što je ostalo. Znači, inicijalno je da, ali nema veze sa tim. Znači, koja pisna? A ti si moj greh, pa zato je Siner. Pa da, i zato je u stvari, колку што се сеќавам, испод некој таков имаше, тоа баше крадено од турски мелос, од арапски. Да, нешто е узимано, неки семплови су били узимани. Не знам, скоро сам читал за некој дал за Селмо Бајрами, не знам, од Рамштена е диго семпл еден, па су после тога имали, не знам, Рамштен тражи од 45.000 евра да им се исплати, не знам, 300 неки чуда. Има негде на интернету за неко нашото, мислим да е баш Селмо Бајрами, да е то било нешто тако. И зашто ми у новинама као Рамштен тужио, не знам, Грант. И ја рекол нормално да ќе отворим да видим шта е у питању, знаеш, пошто ме занима е везано за музику. У саком случају, кажете, нема везе со Лепом Бреном, али е иницијална идеја била таа. Значи, иницијални тај флоу е био од Лепе Брене, после тога јас то се и пресвирao и прерадио 500 пута, окренуо ноте на опачке, добио неке ствари и на крај сам добио буквално да е то можда химна овог Балкана после 2 години, значи од кад се е направио, баш доста се пушта, доста луѓе слуша и тоа што кажеш, луѓе чак и кои не слушају електронску музику, не им примерно кад чују што е добро, баш е добро звучи. Затоа што има веројатно тај мелост наш. Али на пример јас ту песму слао на не знам колико места и никој не е загризо да изда. На крај сам издал код себе на лейблу и тоа е тоа. Sad ljudi mogu da je slušaju. Pošto je problem kad ne izdam pesmu, dosta ljudi me cima kad će da izađe, kad će Siner. Na kraju rekao, evo Siner, ajde. Pa da, imam slušano i mislim дека baš nili pоради името што не настапуваш под Андрија, бидејќи нели тоа не е својствено за нашите простори, нели, кој е Андру Мелер. Да, неки германец таму дошо. Не е сигурно од Јужна Србија или од Пожаревац, поимето. И ми беше првен чудно, бидејќи Урош, со кој вие сте се запознале, Урош го спомнувам во многу епизоди, ама исто една енциклопедија на музика и на луѓе, и сега има и негов подкаст за музика.
И он баш ми кажа, бе, треба да се видиш со тогаш дечкото на Ведрана. И викам, кој е? И он ми праќа и викаме, како не бе наш пуштал. Да. И он ми каже, отвори, види, и ја гледам сега името и презимето, ама прочитав негде Андрија, викам, добро, ќе му пишам и така, уствари, бидејќи претпоставувам, таква ви е праксата на вас од електростената, дека не ве викаат по интервјуа, не се појавувате толку, па и некако пошироката јавност не знае. Па не знае, знаеш, затоа што, кажем опет, музичари су едно луѓе кои свирају неки инструмент, кажу, обично диџеви су, стави тамо неки дугмици, нешто притискате. Така да, ја не бих баш био исклучив тако да делимо ствари, jer onda bi bilo ko ne zasvira gitaru, svira bas gitaru, eto. Da, nема ќе се налутат одма тоа секојаш муавет, кој не знае да свири, јас се шалим, то ми е гитаристе рекој из Пожаревца. Да, тоа сите го кажуваат. Другар каже, оно као, брате, ја никад не се знал свирам електричну гитару, зато свирам бас гитару, пошто имам 4 жице. Али ја рекој, што ќе ради со оном од 6? Па да, јас работев со колега во телевизија една тука, каде што он работеше како тонец. И он е многу познат транс диџеј. И јас не знаев. Транс диџеј имате озбилне, значи воопшто не е зебанција. И у Србија исто. Лео Тангри, веројатно имаш чуено, и он работи многу години. И јас, например, го гледам човеков таму на тераса и викам, што прави он во телевизија? И има доста во Македонија, например, луѓе што на било каков начин работеле во твојата бранша, во твојата, што работат како тонци, продуценти во телевизија, видеомиксер, бидејќи Па тоа е се у склопу, мислим, ту е приближно е томе, така да. Како што заклучивме од една работа не се живее, па луѓето мора на Па за жал, да, мислим, затоа што кажем и платежна моќ код нас е другачија и стварно треба да се изгазиш, али има доста луѓе кои живеат од тога. Сад, што знам, мислим да за сад мора да се ради овако, док не направиш, али ето, продукција е нешто чиме може да се издвоиш и да идеш дале. Ти спомна дека исто имаше филмска музика правено? Да, имам правено, значи уште чекам за тоа да наđe свој пут. Ние само јас се направио и нешто спремно, треба да ти се погоди и филм да буде добар или нешто тако. Треба некој да нудите каталоги, јас стварно немам времена за те ствари да ја нон-стоп нудим. Него сад менеджери то раде и они шалју, па сад где се заломи. Јас му бациу пар каталога и ако некој налети, значи тај продуцент кој тражи за свој филм, он има таму треба ми агресивно да е, треба ми да е оваква, треба ми да е онаква песма и постоje тагови по кои они сортирају то и онда ако налети, тоа е среќа, лутрија, nije sad наменски, знаеш. Мислим, размислам чак и за овие наши неки балкански филмови да дам, али на крај реков што би ограничавал себе на Балкану, неки иде, ко се закачи и тоа е тоа. Ако ќе бити на Балкану, окей на Балкану, али што кажа. Па добро и кај нас на Балкану се снима доста, особено во Србија. И филмови, снима се, и серии. Да. Али слабо е тоа заступljeno, например, за авторска права и да се наплате и те ствари, тоа е мало критично. Јас сега, ама не смеам тоа многу да зборам пред камери, после ќе ви кажам, сега во моментов исто мачам авторски права да добием за една песна и разговарам со ПГП Србија и знаеш како оди тоа, веројатно ќе најдам некој што е како тебе и што на крај ќе биде многу полесно. Да. Отколку да бараме песната да ни ја дадат, не, тоа е мука и онда знам како иде. Јас за неки семплови сам чекал по 2 години, на крај се откажа. Тоа е тоа. Не знам зошто, дали е тоа бирократија, администрација, што е тој процес толкав? Прво ние добра волја. Кад некој има добра волја, знаеш колку се завршија, например, завршили сме за Есму Речепу, клиринг семпла за еден позив и еден имейл. Че е добра волја, ако некој само сака, добра волја. ако не да, сака. Тоа е Кроација рекорд, свака им част. Значи само буквално за 2 дана смо решили сва авторска права везано за ту песма. Песма још не е издата. Не знам кад ќе бити, али ми смо решили авторска права. Тоа хоќе да кажем. А на пример исто тако покушавали со неки други 2 години да очистат
prava za Esmu Režepu, nisu uspeli. Mnogo. Znači, ima verovatno i tajming i sreća, pa kako ti se pogodi, ali ovo mi se pogodilo super. Ja sam bio, pošto Vedrana je našla kontakt i kao, pošalji mail, ja poslam mail, to mi treba, da li ste saglasni da date autorska prava za tu pesmu? Da, to je to, doviđenja, prijedno. Završeno. A ovde malo je... Тука и во Србија гледам дека, зашто јас не можев да најдам ни контакт. И јас се тражам за многе ствари контакт, значи за Србија, за Македонија, тоа е пакао колко не можеш да наđеш ствари кои ти требају да Мене ми беше пресмешно, му пишав на Марко на МКДСЛ, му викам, те молам дај ми контакт за да ги исконтактирам, било како. И он ми вика, ако најдеш дај ми и ти, не можам да ги добијам. Па тоа е, ја не знам. И некој што живее таму работи, јас први немам ни допирна точка со прв пат ми треба, прв пат барам. А замисли како е со овим страни компанијам. Не сакам ни да знам, ја викам барам да бараат кузни колку пари, нека речат бараме пари, ќе им речам немам и да завршиме да нема. Да, јас сум имал са Warnerom и са Sonyjem сам имал везано за клиринг кавера, за Born Sleeping за Insomniu и тоа е очишчено, уз муке, али е очишчено. Јас сам 2 години чекал за Born Sleeping да издам. И на крај и на крај нису дали право, него сам урадио кавер и онда е регистриран као кавер и тоа е изашло препевано и тоа е тоа. И тако е полесно, да. За кавер не треба да се отстапат правата? Постоje процедуре, не е толку комплицирано. Па мање комплицирано и тада имају право да ти не дају лиценцу. Али ако веќе виде да има толка тракција, си препева ново, окей, дај ти нама паблишинг, ти узми механичка и ајтере. И тоа е тоа, они паблишинг е веќе од механичких и тоа е. Го спомнавме Соломо многу пати во овој сад. Имаш и тука Младен Штуца садат на Ибици. Да, се мачи многу, тешко е. Го спомнавме многу пати како дојде до таа цела соработка, бидејќи еве како што спомнав, не е популарен само во тие кругови на луѓе што одат по журки, што се клабери, ревери, туку е општо популарен, односно го сакаат особено на Балкан луѓето. Што има душа човек, тоа е тоа. Се гледа тоа, не можеш да го фейкаш. Не, тоа се не фейка. Има душа и јако е добар лик, добар човек. Така да добрим људима се добро враќа. Колку беше тешко да успееш да стасаш во контакт со нив, затоа што нели Dynamic. Па гледај, го мислим ја Dynamic дуго години уназад и сам слао можда 2 пута само. Од Германија е ли било? Да, од Хамбург. Тоа е веќе скоро 20 години, нели? Треба да е многу време. Има, таму има многу имиња, оне Адриатик, Хош. Да. Многу имиња има, евен тие можем се многу познати на луѓето, затоа што многу пати биле на екзит. Ги спомнав нив првин затоа што многу пати биле на екзит. Така е. Па и он е на доста луѓе исто помогao и баш ја ga баш поштуем због тих неки ствари што има душу, знаеш, не е фейк. Многу е добар лик. Генерално видим да поштуе музику и поштуе сцена, тоа ми е најбитниот од свега. Значи да луѓе кои раде, кои се труде, оних и награди тако ето као што е звал био за Брисел, као што ми е звал био у Берлин, мени дебют био у Берлину со ним на Sold Out шоу. Шта ćeš болje од тога, мисли, стварно е лудило. Ово сада у Бриселу е било 20.000 људи, Sold Out, наполју. Значи, стварно добиеш експожур какав тешко да би ти неко дал. А ја генерално кажем ти Dynamic пратим јако дуго, јас njega слушao, не знам, 2011 мислим да е било 10-11 у Тјубу први пут и тоа ми е било откровење оно за музику. Баш е било многу добро вече и од тада ga пратим интензивно. Dynamic као лейбл исто тако. Паралелно, sad kažem, opet svako ima neke uspone, padove, taj label je mnogo dobro gazio jedno vreme i posle toga je palo malo dole sve, oko 2020-2021. Pa je sad opet, sad je baš trendsetterski label, vidi se da ekipa cela oko Dynamica je jako fina, kulturna i jako vredna. Ja brži odgovor nisam imao u životu od strane nekog labela i od strane njih, to je sve utegnuto mašinerija koja radi, baš germanski, precizno kako treba. Tako da, ja sam radio, kažem, dosta za te pesme, napravio sam 30-40 pesama za mesec dana
I onda sam krenuo da mu šaljem i šalje. I video sam da sam dobio trakciju za jednu pesmu Daš kad je pustio, bio u Soho Gardenu u Dubaju. To je bio prvi trigger i posle toga sam samo nastavio da šaljem i on je posle nekog vremena vratio da želi da rezerviše 5 pesama, od tih 5 izdao je 3. To je prvi EP koji sam izdao na Dynamicu, znači bio sam presrećan. Baš mi jedno od ostvarenja nekih ciljeva i nekih snova koje si zacrtao. To je pretpostavljam i najголемиот лейбл за кој си некогаш работил. За мене да. Борам за тебе, имаш неколку нели што се... Нема, имаш увек и мејджоре и остало кои се баве тиме, али за мени лично е еден од најдржих лейблова на којima сам одавно хтео да издам, али тајминг nije bio dobar, taj тајминг. To je trebalo da se, znači, da prođe vreme, da sazriš, da praviš muziku, da napraviš dosta muzike, da pošalješ, pa onda da se možda desi nešto. Iako se pogodi zvuk, da je u to vreme mi nismo bili komplementarni do pre 2 godine. Znači, pre 2 godine krenuo je zvuk da se menja. Pričali smo malo pre Depressive House ide hvala Bogu je pao malo, dosta je mračna bila ta muzika, nije mi se sviđala, nisam mogla da se pronađem tu, pa onda čekaj vreme da prođe, pa kad je prošlo vreme, evo sad ide malo veselija muzika, ajde da ponovo krenem da radim, da pravim, da se nešto desi. Не ги снема, ама некако се стиша едно време тој цел лейбл, не знам, последниве години. И добро, и беше и пандемија. И пандемија и се, али sad je baš na газа јако, baš, на 2 nedelje imaju izdanje. I baš ima dobre muzike. Ja najviše muzike nalazim trenutno tu i ima još par lejblova koje pratim, koji su mi super muzički, ali generalno се трендсетери. Да, бидејќи многу се променети, за тоа беше во право, што мислам дека за разлика од многу други диџеи, се гледа таа разлика на баш се трендсетери, наменување со времето, не наменување, поставуваат стандарди на некои. Поставуваат стандарди, тако е. Ја увече да се сети неки, например, мене е Масео Плекс, ми е супер продуцент, јан од топ продуцената. Да, сега ќе биде во Охрид. Масео Плекс е страва, али као диџеј значи слушам ga едно 5-6 puta до сада, 50-50 ми е, значи некад е стварно многу добар, некад му nije дан човеку, значи дошол е уморан, преморен. Тоа е веројатно со луѓе што има толку многу настапи, па луѓе су и они, знаеш, нису машине, да могу sad да деливерираат. Сигурно и Младену се дешавало и било е такви наступа да му nije био дан и да му nije легло. Сад е утегнут као сајла, значи прангија свака журка е гори. Као да се подмладува човек. Не знам шта му се десило. Младје настави тако, тоа е тоа. Концептот тој е исто многу интересен. Тука во Македонија, можеби знаеш, Ведрана сигурно знае, ама доволно време си тука. Тоа за терапија, екипата на терапија, така се викат, пробаат тоа да го прават во Македонија, па многу е интересни локации каде што пушта музики. Тоа е да цел концепт е многу убав. Тоа е супер и треба тако. Тоа е алтернативна култура која треба да се негуе и тај концепт е увек добар. Uvek je dobrodošao, jer imaš nešto da pokažeš od države, od prirode, od svih ti, kao što sam pričao na početku, znači kad sam video Prespu i taj region, meni je to bilo fascinantno, isto Doransko jezero. Tamo možeš bilo kade da odlučiš da puštaš muzika i ubavo ќе izgleda целиот амбиент, зашто се Tako je. Malo ljude treba da navikneš da dođu do onda jeste cimanje, ali mislim da se isplati, bar ako ništa drugo da podržiš tu scenu i da se napravi nešto bolje i nešto, znači ovdje ne pričam o novcu, ono što se kaže para nema, tako da nema šta, nego pričamo o kulturi i nekoj zabavi, da napravimo da nam bude bolje. Znači bolje u kulturološkom smislu, u kakvom god smislu, da se mi osjećamo bolje. Otišao si vikend, bila je lepa žurka, oni koji su single upoznali su nekog, oni koji su sa svojim partnerima otišli, lepo se proveli, ideš džuskaš, zezaš se, dođeš kući, odmoriš posle toga, ideš posao radiš ili već da li si freelancer, šta god da. Znači, neki normalan tok života, kultura, da upoznaš socijalizacija ni fali da socijalizacija fali, da upoznaš neke nove ljude, nekoga s kim imaš, koga imaš sutra nešto možda i da naučiš. Znači,
Kod nas kažu svi poslovi se dogovaraju u kafani i tako I така е. Ali, eto, može da se dogovori na žurci, ne mora posao, ali ćeš da upoznaš nekog, da vidiš šta on radi. Čekaj, ovaj radi neko, je astronaut. Upoznao sam astronauta, majke ti, znači na žurci. Nikad ne znaš šta će i gde će da te dovede. Tako da, ja baš poštujem svako ko pravi nešto u ovoj zemlji i da se trudi da kulturološki podigne nešto na neki nivo, što se tiče pozorišta, što se tiče opere, što se tiče baleta, elektronske muzike, rock and roll muzike, metal muzike, koja god da je muzika, folk muzike. Znači, sve kulture treba da žive zajedno i da postoji jedna stara izreka, to je ako hoćeš da uništiš jednu državu, uništi je kulturu. I kulturu kad uništiš, nakon toga država više ne postoji. Onda se dešava anarhija, onda je sistem bezvredan zato što sistemi vrednosti su bazirani na kulturi. И образование, тоа се двете работи кај нас што се на Балканов секаде за жал слаби. Више Словенија не ја ни рачунам, Балкан не е Словенија. Не, Балкан Словенија не била никогаш Балкан. Да. Не, Словенија е неки други ниво скроз, ето, од нив можемо али тоа е поента. Од нив можемо да научимо како треба да се води рачуна о природи. Да, особено Баш тоа е најмала држава од сите држави што се види, поđеш од себе, ја прво полазим од себе. Значи, например, Ведра ме научила да рециклирам. И ми рециклираме. И сад добили сме информации, то се заврши ништо сметишто. Нема везе, у моје глави јас сум мој дел посла одрадио. Рециклирao sam, odvojio sam to, limenka plastika je na jedno, ovo na drugo, nadalje šta i kako ide, mene ne zanima. Znači, sad, hoće ljudi da kažu, ma šta se cimaš, kao ostaviti. Ne, bolje bude meni u kulturi. Jednog dana će doći, ne znam, u Hrvatskoj, 300 eura, promaši bato, pa će da te lupi po džepu. 300 eura za kazna ako staviš u pogrešno. Ne recikliraš, platit ćeš kaznu, ne znam koliko, lupio sam, ali eto. I ne znam, ja pušim cigare. Cigare pikavci nikad ne bacam na ulicu. Držim i čekam neku kantu i da bacim u kantu. Tražim kante, nekad stvarno imam problem da nađem kante, da. Ali opet držim i čekam da nađem kantu ili ću da svitkam u papir i to baću posle u kontejner ili kantu. No, to su mnogo jednostavne stvari. Imamo kuće, vodiš psa sa sobom, imaš one kesice lepo, izvršio nuždu, skupiš i to je to. To ti je osnovna kultura. Tako se pravi jedan sistem i sistem vrednosti i sve. Nakon toga dolazimo i do onog dela da trebaš da poštuješ od roditelja do supruge, do žene, do детета, до институција, до свега тога. Значи, луѓето мислеле дека тие работи се одвоени, а се е заедно споено. Не, али то су основни системи вредности. Ово причамо о базичним стварима кои треба да буду дефолт. И затоа е култура јако битна. И музика е битна, и позориште, и телевизија, и све што промовира било што везано за културу и за неки нормален стил живота. Мислим, нико не жели, не знам ни ја шта, али ја желим сутран и моје дете, кога будем имал да изаđe нормално да прошета, да не размишljам о томе да ќе неко да га удари, да ќе неко да га киднапуе, да ќе неко да го убие или не знам шта. Бараме основен достоинствен живот и да се почитуваат човековите права. Тако е. Ја волим да поштуjem правила затоа што не желим да ме боли глава. И тако функционира. А луѓе мислат дека е тоа потешко, е многу полесно да следиш правила и ред и да ги почитуваш луѓето околу тебе, затоа што тоа што доаѓа ако не почитуваш правила е многу полошо за сите нас, не? Така е. Ама сме малку себични исто, мислам дека. Не, исто како што, например, ја стано се трудам, сега сме водили разговор махом на српски, ама јас се трудам да зборувам македонски, а сега, пошто не зборувам како треба, боле е да причам на српском него на македонски. Како ти е полесно? Сакам да кажем, ако живиш у некој земји, ја 2 години сам оде тек, сам научил од кафана овој јазик. Нормално. И сакам да го зборувам затоа што живеем тука. Утре дента кога будем ишо у Шпанија, ќе зборувам шпански. Да, вас ви е малце потешко, знаеш зашто со колешката што е од Врање тоа го зборувавме, бидејќи ако никој не разбираше тука во Македонија српски, ти ќе збореше
почесто македонски, побрзо ќе си го научил. Ама некогаш знаејќи дека јас ќе те разберам. Па проблемот е тај што ја кога дојдем у кафана и ако кажем чао, он ми одма префрли на српски. Кажем брат, зборувам македонски, сакам да научам македонски, те молам, тука сум веќе со време. Да. И ја то почитувам кај македонците што сакат да секогаш да вратат на српски. Да, ама ние види сме многу поизложени на српски јазик. Луѓето што се родени во Србија и во другите земји, нели, од бивша Југославија, после Југославија немаат толку каде да го слушнат македонскиот. Ние имаме тука канали на српски, вести можеш да гледаш, музика, се и ние сме од деца изложени на јазикот и веќе колку што знаеш македонски, знаеш и српски. Да. Може би тоа е едно од работите. Знам, ама мислим дека исто како србите поедини као не разбирам ништо. Што не разбираш? Сакаш да ти ја објаснам што не разбираш ти на македонски кога е исти јазик? Океј, има неки изрази кои се другачи. Па славските јазици се сите многу слични. Не сака да се замара, ако му треба помош, знаеш како ќе разбира македонски? Јас дека живеев во Чешка, например, чешкиот е, ајде да се каже, може со словачкиот нешто има слично, ама веќе бидејќи живеев таму некое време, ти после месец-два кога ги слушаш, ги разбираш. Са моите колеги од други земји, некој од Франција нема да ги разбере. Ама ние сме славјани, ние ќе го разбереме јазикот. Да. Ако ништо друго, ќе саслушаш. Колку да се разбереш, у маркет. Цела реченица да саслушаш, ќе извадиш из контекст и тоа е тоа. Славските јазици се многу слични. Сега ние немаме падежи, тебе може тоа да ти е тешко. Да. Ми беше тоа проблемот малце, ама исто кој што е на македонците проблем со падежи, така и за мене без падежи, така да ќе најдеме неки баланс. Секако се разбиреме. Тоа е најважно дека се разбираме. И секој јазик плюс човек што го знае, плюс за него. Како не. Тоа треба да сватиме дека колку поише јазици збориме, толку е побоа за нас. По CV може да пишеме дека поише, знаеш тоа, имена за фрканција кога кажуваат македонец, кога кажува колку јазици знае и пишуваш српски, црногорски, босански, хрватски. Знаеш печес јазика. Истото ви може да ти да го пишеш сите јазици. Реално. Само нуанси се разликуваат, па и македонскиот може и најмногу се разликува кога ќе ги видиш сите од бивша Југославија. И словенскиот, ама се разбира. Поготово охридски. Диалектот. Не си бил ти во Берово, у ствари кажа дека сте одели во Источна Македонија. Бевме, да. Ама секогаш разбирам се, така да нема проблем, ова е била шала. И чим седите во кафана луѓето секогаш се разбираат. Да, апсолутно, ова е била шала само. Фала ти многу што дојде, фала и уствари први на покана. Вака да кажам јавно и на Ведрана, што се договоривме брзо и се. Чекаме да ги направите журките низ Македонија и во Скопје, да дојдеме нешто поинаку да видиме и тоа би било супер. Ке се видиме за некое време пак на подкаст. Ајде да направиме да биде малце подобро и овде. Фала вама.